Добар ден, првачиња. Добре дојдовте на видеочасот по математика за прво оделение. Наставна содржина за овој час. Кој број е поголем и кој број е помеѓу нив? Ќе споредуваме броеви на бројна низа. Очекувани резултати за овој час: да споредуваме броеви до 20, да ги разбираме и користиме поимите поголем, помал при споредувањето и да одредуваме број помеѓу два броја. Ајде да се потсетиме на броевите до 20. Ке се потсетиме со броење. Може и сите заедно да броиме. Почнуваме од 0. Прв број до 0 е 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжуваме. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Забележавме дека броевите се наредени по редослед еден до друг на оваа бројна оска. Забележавме дека секој број си има две другарчиња. Едно другарче пред него и едно другарче после него. Бројот 5 се наоѓа помеѓу броевите 4 и 6. Бројот 4 е пред него, бројот 6 е после него. Бројот 5 е помеѓу броевите 4 и 6. Да видиме, бројот 11 се наоѓа помеѓу броевите 10 пред него и бројот 12 после него. Бројот 11 е помеѓу броевите 10 и 12. Да видиме што имам на сликата. Слон и полжавчиња. Да ги споредиме. Кој е поголем? Поголем е слонот. Поголема глава, големи уши, големо тело, 4 нозе, а полжавчињата се мали животинчиња. Но, што има повеќе? Колку се? Потребно е да изброиме. Да почнеме. Слон 1. Еден слон. Да ги изброиме полжавчињата. 1, 2. Полжавчиња 2. Повеќе има полжавчиња. Две полжавчиња се повеќе од еден слон. Бројот 2 е поголем од бројот 1. Бројот 1 е помал од бројот 2. На следната слика да ги споредиме чашите. Жолтите и виолетовите чаши. Која чаша е поголема? Исти се по големина, по форма. Но, што има повеќе? Колку се? Колку се жолти, колку се виолетови? Потребно е да изброиме. Да почнеме од жолтите. 1, 2, 3, 4 жолти чаши. Да ги изброиме виолетовите. 1, 2. 2 виолетови чаши. 4 чаши се повеќе од 2 виолетови чаши. Бројот 4 е поголем од бројот 2. Бројот 2 е помал од бројот 4. Сега ќе ви раскажам една приказна во која првачето Лука научило да споредува броеви. Тоа го научило на една прошетка со своето семејство во блиската природа. Природата била прекрасна, имало премногу дрвја, верверички на дрвјата, птици на дрвјата, река во која што имало многу убави шарени рипчиња, бродчиња, разнобојни цвекиња, пеперутки и дрвени кукички. Лука бил љубопитен. Се интересирал што има најмногу, што има повеќе. И затоа почнал да ги брои. Прво ги споредил
дрвјата со верверичките. Почнал да ги брои дрвјата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продолжил од другата страна. 7, 8 дрвја. 8 дрвја. Го заокружуваме бројот 8 на бројната оска. Ги изброил и верверичките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 верверички. Го заокружуваме бројот 7 на бројната оска. Повеќе има дрвја од верверички. Бројот 8 е поголем од бројот 7. Бројот 7 е помал од бројот 8. Бројот 7 се наоѓа поблиску до нулата. Бројот 8 се наоѓа подалеку од нулата и затоа тој е поголем број. Следно што споредувал и броја Лука се птиците и рипчињата во реката. Птици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 птици. 7 птици. Го заокружуваме бројот 7 на бројната оска. Да ги изброиме рипчињата. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рипчиња. Го заокружуваме бројот 6 на бројната оска. Повеќе има птици од рипчиња. Бројот 7 е поголем од бројот 6. Бројот 6 е помал од бројот 7. Бројот 6 се наоѓа поблиску до нулата, затоа тој е помал број. Бројот 7 се наоѓа подалеку од нулата, од бројот 6, и затоа тој е поголем број од бројот 6. Следно што споредувал и броја Лука се цвеќињата и пеперутките. Да ги изброиме цвеќињата. 1, 2, 3, 4, 5 цвеќиња. Го заокружуваме бројот 5 на бројната оска. Да видиме колку пеперутки изброја Лука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пеперутки. Го заокружуваме бројот 7 на бројната оска. Повеќе има пеперутки од цвеќиња. Бројот 7 е поголем од бројот 5. Бројот 5 се наоѓа поблиску до нулата од бројот 7, а бројот 7 е подалеку од нулата од бројот 5. И затоа тој е поголем број од бројот 5. Но, помеѓу бројот 5 и бројот 7 се наоѓа бројот 6. Бројот 6 е помеѓу 5 и 7. Лука продолжил со броењето на предмети што видел во природата. Му останале кукичките и бродчињата да ги изброи. Кукички. 1, 2. 2 кукички. Го заокружуваме бројот 2 на бројната оска. Бродчиња. 1, 2. 2 бродчиња. Го заокружуваме бројот 2 на бројната оска. 2 е еднакво на 2. Кукички има исто колку и бродчиња. Бројот на куки и бродчиња е ист. 2 е еднакво на 2. Што научивме? Научивме да споредуваме броеви. Да ги споредиме срцињата, сините и жолтите срциња. Што има повеќе? Ке броиме. 1, 2 сини срциња. Да ги зброиме и жолтите. 1, 2, 3, 4 жолти срциња. 4 жолти срциња, 2 сини срциња. Што има повеќе? Жолти срциња. 4 е поголем број од 2. 2 е помал број од 4. Да ги споредиме жолтите звездички и сините облачиња. Ке броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 жолти звездички. Да ги зброиме сините облачиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сини облачиња. Сини облачиња има повеќе од жолти звездички. 10 е поголем број од 9. 9 е помал број од бројот 10. Научивме и да одредуваме број помеѓу два броја. Да ги изброиме квадратчињата. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Помеѓу бројот 4 и бројот 6 имаме празно жолто квадратче. Кој број се наоѓа помеѓу броевите 4 и 6? Ке ни помогне бројната низа долу да ги најдеме броевите 4 и 6 и кој број е помеѓу нив? Тоа е бројот 5. Бројот 5 се наоѓа помеѓу броевите 4 и 6. Изброиме срцињата, да видиме од кој број ќе почнеме. 7, 8, 10. Помеѓу бројот 8 и 10 имаме жолто празно срце. Кој број се наоѓа помеѓу 8 и 10? Повторно на низата долу, 8 и 10, тоа е бројот 9. Така, бројот 9 се наоѓа помеѓу броевите 8 и 10. Да броиме кај облачињата. 11, 12, 14, 15. Празно жолто облаче имаме помеѓу броевите 12 и 14. Кој број се наоѓа помеѓу овие два броја? На низата долу ги наоѓаме броевите 12 и 14, помеѓу нив е бројот 13. Бројот 13 се наоѓа помеѓу броевите 12 и 14. Ви благодарам што внимателно ме слушавте, драги првачиња, и се гледаме на следниот видео час. Довидување.